Кој датум беше испит? Ако си ова техника на глас, сценски говор, 5. Сценски говор. 6. Подпис. Да видам само кој датум ми кажат. Никола. Ако си почни си, Никола. Значи, прво, мене ми се падна првиот дел од вашата книга, кај што е всушност воведот и зошто третирањето на обредот, зошто обред се вика дело. И мојот дел започнува со една интересна приказна од 1985 година, кога вие сте играле во Кумановски театар. И кога археологот Јовица Станковски, тогашен директор на театарот, после 25 години од тогаш ве поканува да играте на Кокино, односно да се возобнови обредот на таа света македонска обсерваторија. И вие го започнувате тој дел со едни многу интересни прашања, тоа се зошто обред во 21 век и на кого му е всушност потребен обредот во 21 век, зошто луѓето доаѓаат на Кокино и така натаму. И тука има исто така приказната кога од верскиот интернет блог Правоверие всушност почнуваат да плукаат по вас или да ве наредуваат и така натаму, дека вие правите некој греф, или заборавајќи дека вие сте пред се актер. Рекоа водач на неопаганизмот во Македонија. Јас бевме и Даутовски професор. Си викам, што име на луѓе, што е вас бе луѓе? Да се чудиш. Ама тоа покажува дека они го гледаат тоа како не е тоа само театар, знаеш, тоа ме поттикна по друга страна, ме мотивира да размислам, ти ми се случило на друго место. Настапува во Албанија, само кратко, во Албанија, во Крчишта. Во една како тремна црква, каде што се правеше ручек со македонците што се избегани од таму, ме викна, јас кажав еден монолог од будење на ангелите. Тоа беше Свети Наум практично, не е тој црковен монолог. И човекот дојде и ми вика, леле, ваква служба не сум видел, јас толку години одам по црквите, ама му викам, јас не сум службени. Разбира, и тогаш сватив дека он во еден момент кога како во античка Македонија театарот и црквата се допираат, и црквата и театарот биле исто во античка Македонија. Сто би било и црква. Да. Тука имало свадба, тука се правеле обредите на Дионис, играле ората и сето тоа. Океј, Кире. Да, нели, тие всушност заборавиле пред се дека сте вие актер и професор на сценски говор со техника на гласа, потоа и се друго. Но тоа, нели, тоа докажало само дека и тие го сметаат тоа нешто за... Тие се ќаваат дека ова е духовно, не е само театар, знаеш, тоа е тоа. Потоа зборувате и за шансите кои што сте ги добили и сами да присуствувате на такви обреди, на такви, да кажам, некои излекувачки моменти, дали кај Константин Кејшаров, дали кај Штетот Златко Давидковски, Ѓорѓе Филев и така натаму. Всушност да се доближите и да ги видите одблизу тие. Значи додека го пишев докторскиот труд, ми се погоди тоа да ги истражувам и тие обреди. И кај Злате и кај ова, кај Злате снимав цел серијал со лековити води, значи со сведоштво со луѓе, 30-40 води по цела Македонија, тој ги знаеше сите. Отишле луѓето, се замели и доживеале промена на физичко ниво, исцелување. Не сите, разбираш? Суштината е важна за тој момент. Добро? И следно се зборува за обредот како категорија на наше однесување, кој што нели всушност е одно предоставен ред на одредени постапки, одредени верувања, обичаи кои што се практикуваат и тука тоа се поврзува, како што вие го поврзувате со Аристотел за созданието, за единството во театарот, каде што се спојуваат духовното со она што ние го работиме, бидејќи нели тоа сите и го учиме дека за да нешто, за тоа што го работиме излезе како што треба, мора да му дадеме на ние душа, мора да се, како тоа го викаме, да се, или тоа и Станиславски што зборува, да се соживееме, всушност ја мислам дека е токму тоа, духовно ние да се поврземе со тоа што го работиме, нели, како што учевме во изминатите 3 години дека има 3 фази, нели, прво мемориско запамтување, па физичко, односно телото да го прими текстот, а потоа ние да му дадеме и душа на говорна, физичка и мисловна енергија, чувствена и мисловна енергија. И Аристотел вика учеството во Дионисовите слави не е да се научи обредот, него да се соединиш со Бог, односно со духот.
потреба Бог да игра во представата. Тоа е тој момент што го и објаснуваат они, она духовен театар. Господ да игра со тебе, односно ти да се обожиш, ти да бидеш со силата негова. И тогаш имаш можност да правиш катарза. Тие што ќе те гледаат да сетат сила, да има промена во нивните срца. Промената не е на први не внатре, па после оди кон надвор. Океј, добро. Потоа, нели, повторно се навраќаме на таа огромна мегалитска обсерваторија Кокино, која што датира уште 2000 години пред наша ера, пред Исус Христос, каде што на митскиот македонски цар Орфеј му се пееле пеани, дали во служба на Дионис, дали така натаму. Тука за прв пат се спомнува, нели, таа Хрисеида која што јас има се во делот на Илијадата, која што му се грабнува на Хрис, и заради тоа веќе Аполон испраќа чума, колера и така натаму. И тој ги има, тоа го нарекувам тој дел пророчка уметност. Значи во Илијадата го има оној што им фрла чума на ахајците, нели? Свештонослужителот Хрис е Аполонов свештонослужител и затоа бидејќи ја пленал ќерката, он им фрла чума. Во Библијата, во Откровение, петиот ангел што ќе им фрли чума, односно ќе им фрли да ги мачат сите оние што ќе го немаат белегот на Исус на челото, се вика на грчки Авадон, а на еврејски Авадон, а на елински се вика Аполион. Истата метод, значи тоа го има во Откровение, го има кај Хомер. Тоа го нарекувам пророчка уме. Има на пример во антиката Хрисип Стоикот еден. Не знам дали го има тоа спомнато. Тој велел се е таткото, се е син. Да. Хрисип Стоикот, замисли, пред Христос. Овде недостасува само Светиот Дух практично, целиот момент. Вази ова Хрисот Емида, како најави практично, како пророчка умет. Добро? Потоа започнувате да пишувате многу значење на зборот обрат, или како тој доаѓа од кованица, не знам, на руски, на староилирски зборови, па за сите тие значења, нели, зборот ред како доаѓа од редец, редушка, редче, во сите тие. Потоа имаше да се доведеш во ред, да се доведеш во ред. Во чии ред е тоа? Во Божиот ред. Да ја примиш Божијата сила, тоа е обредот. Евреите се мачкале со крв за да се исчистат од гревовите. И например, евреин кога ќе одел во Стариот Завет да се меша со незнабожци, не смееле да се мешаат со другите луѓе нечисти, се мачкал со крв коле од животно и 2 дена седел надвор од градот. Тие се тие обредни состојби, добро? Да, потоа имаше, ми остави впечаток тоа на споредбата на обред со обрезание, кој што денеска нели останато кај муслиманите и кај евреите како некако традиција, како дел од нивната вера. Тоа го прават заради Аврам, кога му рекол Аврам и Сара немаат деца, ќе ти дадам многу детен народ и така натаму. Кога се раѓа Исак, на секое машко дете првородено ќе му се сече крајот на кожата. И таму е ова. Пошто и овие се од таму, бидејќи Агара, Аврам и Сара немале деца. После тоа им се јавил Господ, прошле 2-3 години и Сара му рекла: легни со слугинката Агара и направи дете. Може би тоа мислеше Господ. Он легнала со Агара и го прави Исмаел. И Господ дојде: сега ќе ти давам син. Му вика: имам ја син. Му вика: не, јас ќе ти давам син. И му го дава Исак. Кога го родил Исак, го избркале Агара, Сара го брка овој, но не го убива, Господ му дава на Исмаел век и Исмаел се обрезува, и Исак се обрезува и се тепаат по Стариот Завет. А Исус вели обрезание во срцето треба, не треба повеќе телесно. Дотидов друго? Да, а потоа исто мене ми се допадна многу компарацијата на бакхи и бапти, или бакхизам и баптизам. И од тоа што опишувате дека бакхи всушност е вид на ора кои што се играле за богот Дионис, дека бакхи потекнува од таму и дека баптизмот, односно крштевањето, или како веќе се преведува, дека тоа можеби доаѓа, мислам, тоа сигурно доаѓа и од таму, бидејќи нели тоа знаеме го учевме дека ората всушност датираат од тогаш, овие ора кои што ги играме денес, дактилите. Она што зборувавме кога работевме дактил, дека македонскиот јазик е во предност од тоа што дактилот може да го испее преку песните, дека го зборуваме ние поезијата. Јас сега тебе ќе ти кажам, јас сега тебе, јас сега, тоа е дактил. Ти мене, јас тебе, отидов кај него веднаш. Ете ти дактил. Кај во другите јазици соседни нема дактил.
Кај нас е потешко јамба, ма го има во христските песни. Да. Дактилот е метричка стапка на Дионис. На орат рам пам парам пам парам пам 17 осмински такт е тактот на пример на Илијадата. Ние немаме таква ора, но во источна ми кажуваше професорот, 2 ора кога ќе споиш ги имаме тој такт. 17 осмини. Да, и потоа има тука многу интересен пример кога кажуваат дека доколку студентите по актерски игра од ФДУ се однесат во црква и да речеме ако било кој текст да е, дали станува збор за Шекспир или Јада што и да е, доволку им се даде индикација да го изговараат текстот како молитва, они што ќе го слушаат тоа веќе нема да биде сигурен дали текстот е не знам од Шекспир или се кажува молитва. И тоа докато кажувате исто примерот со студентите кои што нели сега беа тука да не го гледаат испитот, дали се тоа, мислам да го гледаат испитот на прва година, дали се тоа од логопедија, дали се било кои други студенти што им предавате кога сте им дале да си одберат по една молитва од молитвеникот и да пробаат тоа да го изговорат. Некои нели се бунеле на почетокот, имале отпор спрема тоа, но подоцна сватиле дека тоа навистина помага да се отвори гласот или така натаму, да се ослободат тие. И кога работам курсови по јавно говорење, доаѓаме до тој молитвен слој на гласот кој е наискрен. И кога ќе го отвориш тој глас се исчисти да функционира во чувствената структура на твојот глас. Тоа е битен момент, тоа е искрен глас. Кога ти молиш, значи не се зацкриваш, се спушташ до долу, а ние ставаш слоеви на зацкривање, на чувства, на лажни интонации и така натаму. Да, и потоа тука пак се спомнува нели пророкот, мислам свештенослужителот Христос иде и со Агамемнон, и тоа се поврзува пак со Дионис, и тука многу ми се допадна што ги спомнувате нели сурвескарите, џамаларите, сите тие, така да кажам, не трупи, туку наши традиционални групи кои што се појавуваат за одредени случувања. И всушност гледаме дека сите тие некако влечат корен од тоа време каде што се играле ораво јарешки кожи за богот Дионис. И гледаме дека некако сите тие кои што се денес останати како традиции денес кај нас потекнуваат од многу поодамна, не е од сега 100, 200, 300 години унапред, туку пред Македонија има повеќе милениумска култура на обреден сооднос со Господ. И тоа го има и Ребека Вес го кажува, како една новинарка, пак ќе речеме независен, кој ќе каже македонската култура не е технички трик, убештина, него е духовна врска со Создателот. Она зборува за христијаните и неговиот син Исус Христос, гледајќи како одат во црква, како палат, како играат тора, како се помолува, како тогаш имало обредна култура. На ручек, на вечера се молеле на поле когоди. Го имало тоа пред 100. Да, например, сега исчезна тоа веќе. Јас имав правова која што почина пред една година и она не почнуваше никаков оброк без да се прекрсти или без да се каже молитва. Тоа порано го имало цело време кај и благослови имало. Ајде да сте благослова ти даде најстариот член, па да те благослови кога одиш на работа. Тоа е како обреден театар. Ајде да ти тргне вака, да појдеш таму. Петар Прличко што има една сцена во она манданата, како се вика, ако памтиш, таа е зошто антологија, зашто тоа било народен адет, секој го зборувал тоа, секоја жена. Во Голо брдо отидовме на мало женче, да си жив, да имаш век, да се кердосаш, со свевами, вака да ти би... И она зборува 5 минути, ја вака се стопив, човече. Благо, човече, благослови 15 минути. И да го снимав, тоа ќе беше антологија, да го пуштиш на некој фестивал. А тоа беше, го имало, сега се изгуби малку. Не притисна од сите страни, ама тоа е. Да, и сега го имаше тука исто, што ми остави печаток, примерот исто со Јовица Станковски, кој што го спомнувате, кога за потребите на некој снимање на некој филм во Кокино се поставил крст како сценографија. Ставиле крст, ама и рекле ќе го извади. Да, и не го извадили. И Јовица вика, ја мислам го извадиле, плати, ја може ли, може он дозволон беше главен, починате сега, Бог да го простите. Одам ја, што да видам, човече, на крстот, крстчиња, палталчиња, кесичиња, писменциња, како на она, знаеш што го има, кај што е гробот на Богородица во Ефес, таму пораки остават, на повеќе места има записи, вака накитано, како она индиска култура. И Јовице рекол, вадете ме ова циркуси, човече. И тоа е интересно стварно како народот сам си го одма почна, он приказна, он има потреба да се поклони. Таму во Кокин има еден даб голем, малку е подскачено, е доста широк вака.
И му доаѓале туристи од Јапонија, каде е стариот даб? Му викале на Јовица. И он вика, кој даб? Негде прочитале. Може би го поврзуваат со Библијата, зашто кај дабот Мамре, Аврам ли беше, ја погребува својата жена Сара во земјата на аматијците. По некоја логика тоа испаѓа дека е Македонија. Оти ние сме Аматија Солунско. Кај стариот даб Мемре му дале гроб и тука ја погребал Сара. Дали тоа бараше човекот? Каде е стариот даб? Од цел свет идат таму разни чудаци у Кокино. Разбрале дека има, ама таму има стварно сила. Ја не знам дали го имаш тој момент. Јас прв пат кога отидов таму, кога погледнав местото, тогаш бев уште на границата, да е на верник, знам дека има духовен свет. И ми рекоа, ќе одиш, ќе настапиш на Кокино. Кокино, што е тоа? Јовица ми се јави и гледам, пуштам на телевизија Сарајево на рубу знаност и Кокино, точка, вака и Маркови кули. И јас бев во прилеп, се кажев на Маркови кули и размислав. И ајде ме однесе Јовица да ја видам, а на Маркови кули сеќавам стварно горе, ќе одам пешки и ќе кажам монолози на врвот. Кога ја видов планината, ми се затресе нешто. Ама не можев ни ја да кажам, се изгубив. Значи сега ти кажам на некое духовно ниво и после тоа веќе го сеќавав дека тоа е духовно место. Значи стварно е таму нема обредни, како да кажеш, колење на животни, нема такви работи и најдено после од кога го прогласија за трета обсерваторија, најдено е платформа на Плејадите. Ова Јовица ми го кажа пред да почине, една година. Плејадите се најстарите звезди во кои месопотамијците, асирците и вавилонците го одредувале време траењето на звездите и пролетните циклуси. Кокино е страшна комбинација. Оти знаеш што е таму интересно? Таму, например, маркерите не се на 100 години. На 3900, 4800, 5300 години маркерите се детерминирани. Не го разбирам ни јас тоа како. Пази, не можеш примитивен човек да направи маркери за 3000 години точни. После тоа можеби ќе се поместат. Јас не знам како е тој. Значи, во одреден ден таа звезда и тоа овде проаѓа зракот, удира таму. Пази која е тоа. А пази, земја која стои во што? Во Вселена. Необјаснливо е тоа. Сега мислам за отидовме на друго. Добро, Кир. И потоа се спомнува, нели, Ричард Чекнер како долгогодишен, нели, истражувач на обредите на ритуалниот театар и така натаму. Ние исто го изучувавме него кај професор Гатана и неговата позната реплика, неговиот познат цитат: "Оставаме траги, само тоа е сигурно." Да. Дека ние сите со нашите постапки и со се тоа што правиме оставаме траги. И дека всушност тој што вика дека доколку ние во обред, во ритуал, ние се однесуваме на некаков начин, а всушност тоа е истото што ние го работиме, дека и ние во представата повторно се однесуваме на некаков начин. Таму има сценарио и се има што треба. Степенот на верба го крева тоа да биде духовно, обредно да биде, затоа Питер Брук вика театарот е потрага по Бога. Да го кренеш на духовно ниво. Да има степенот на верба на актерите во Дионисовиот театар или Кокинскиот жрец кој излегувал да зборува таму. Знаеш како е чувство кога ти дое зракот овде? И тие луѓето веќе те прифаќаат таму. Тие со години ме викаат таа дружина на Кумановска. Еднаш само ме рипна, секоја година одам и им кажувам, некогаш пишувам монолог, некогаш сега зборувам во дух, веќе не пишувам. Само знам каде ќе почнам и како ќе ме води. Да, и тука исто така има привршен со тоа, со еден цитат од Евгенио Барба кој што вели: "Уметноста е важна за безсмртноста, уметноста, односно играта, е продолжување на животот." Така да. Тоа многу е добро. Така и актерот игра меѓу духовниот, видливиот и невидливиот свет. Но треба да се вратиш назад во светот, затоа е тоа Deus ex machina. На почетокот Еврипид го повикува Бог и на крајот шесто играв да не ми се случува. Добрите актери после извесен период сеќаваат дека во зборовите има сила и тоа што го веруваш го привлекуваш и ти се материализира. Затоа треба на крајот да го повикаш Господ, да го вратиш тоа назад, да те врати во твоето траење, да ти даде сила за наредните улоги. Океј, Кир.